Почитувани, ви благодарам што ја следите летната програма на Слободен печат. Започнуваме уште една епизода на Моје лето и овој пат имаме една дама. Ќе навратиме спомени од детството, првото летување, како изгледа животот на еден политичар како тинеџер, пред да стане и да влезе во политиката, колку политиката и го менува животот и дали воопшто и го менува, како влијае врз незините летувања, врз незините одмори. Се надевам дека ќе ви биде задоволство да погледнете уште едно звучно име од политичката сцена во едно поинакво светло и на моје огромно задоволство, верувам и ваше. Наша денешна гостинка е пратеничката од редовите на СДСМ Славјанка Петровска и поранешна министерка за одбрана. Ви благодарам што прифативте поканата за Моје лето и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата, благодарам на прекрасната најава. Меѓутоа уште повеќе и во моје име и верувам во име на многу наши граѓани ви благодарам за овој нов концепт на емисија во која што политичарите па и останати лица се разбира од општествениот живот од нашата држава можеме да ги видиме, односно да ги видат граѓаните во поинако светло и да се навратиме на едни времиња кои, како што знаеме да речеме, не бевме никој ништо или не бевме познати, како деца, како млади и така натаму и да се посетиме на тие убави времиња колку навистина не беше убаво. Излегува неколку епизоди, се надевам дека вие гледате Моје лето. Дека досега успеавте да погледнете некој. Ги изгледав и колегите, ги изгледав и беше и министерката за образование, министерот поранешен за здравство и така натаму, мојата колешка Сања, така што прекрасни убави емисии и продолжете на така. Ајде да започнеме со вашите летувања. Имате ли омилен одмор? Имате ли досега место и година кога ви било незаборавно сте си поминале на некој летен одмор? Па не можам да се сетам затоа што сите одмори во суштина ми се различни и на свој начин си го заземаат местото во албумот наречен живот. Јас така знам да кажам. Веројатно повеќе се сеќавам или ми се поинтересни оние кога сум била помлада, средно школо, бидејќи до средно училиште секогаш летував исклучиво на зимовање одевме исклучиво со родителите, меѓутоа веќе во средно образование беше дозволено да се оди и со друштво и така натаму и веројатно тој период е најинтересен кога одиш сам на одмор, кога нели треба за се сам да мислиш. Тоа беа времиња кога немаше мобилни телефони, немаше социјални мрежи како сега, се знаеше дека треба да се води грижа и да се јавиме дома, да кажеме дека сме стигнале безбедно, дека се е во ред и така натаму. А потоа развојот на технологијата колку и повеќе да ни го олесне животот, толку станавме и подостапни, па така не можеше да се каже сега спијам или не спијам. Особено денешна младина верувам дека е подбудно око на родителите, ама да има и апликации и апсолутно, да се вклучува. Иако гледам некои рилчиња што се појавуваат со креативи како се мами дека не се на излезен или така натаму, ама тоа е нели се прашање на креативноста на младите. Меѓутоа да, генерално тие веројатно одмори и зимувања во средношколскиот период ми остан и на факултет се разбира. Ми се дело од Каде се одвивале? Биле во рамките на Македонија или надвор? Каде биле? Каде се случувале тие летувања? Беа прво се разбира во Македонија, затоа што се уште немав дозвола да одам надвор од државата сама. Меѓутоа и веројатно затоа што мојот татко кој за жал е покоен, меѓутоа имаше една филозофија дека за да можеш да го запознаеш светот, треба прво да запознаеш државата. И многу често, најчесто, како деца, летувавме во Дојран, бидејќи таму имавме и семејна викендица. Меѓутоа, знаеше најчесто летните одмори да бидат истражувачки низ Македонија, за да може да ја запознаеме Македонија. И така ние како 4 члено семејство, тогаш имавме на почетокот возило 100 кец, па после тоа купивме еден Мерцедес и обиколивме, можам да кажам слободно, цела Македонија, особено западна Македонија, бидејќи мојот татко има мијачко потекло, требаше да ги запознаеме корењата, па потоа се префрливме, се разбира, на делот или од таму каде што мојата мајка потекнува, исто така од Скопско, меѓутоа ги запознававме тие предели и по суштина одморите ретко кога ни поменувале класично стационирани дали во еден хотел
хотел или 7-дневен пансион, полупансион и така натаму, повеќе биле би рекла истражувачки и авантуристички. И ете што паметите од освен Дојран, од тие истражувања, кои места низ држава ви оставиле впечаток како дете? Што е она што сте се воодушевувале, место, село, можеби некоја рурална средина или можеби град кој што силен впечаток ви оставил? Најмногу фасцинирана бев, иако можеби некој ќе рече па и нема нешто таму големо за фасцинација, ама веројатно тоа ми беше едно од првите искуства во лето, август месец беше, се сеќавам, да одиме на планина. И тогаш ги посетувавме Галичник, селата околу, Гари и така натаму, и беше исклучително ладно. Така што горе-долу сета облека што ја носевме со нас требаше по 2-3 слоја да облечеме. И тогаш за прв пат и моите родители, ајде да кажам, ни дадоа една мала обука за тоа дека планината е многу променлива и дека времето знае да се смени од момент во момент и мало ветерче ако задува или ако заврне, температурите драстично може да паднат. А е летен период, така? А е летен. Да. Тоа беше август месец, се сеќавам, тогаш бевме на одмор. Тогаш имавме долги големи прошетки, се сеќавам по планините, така што збиревме и некои чаеви и така натаму кои се обидувавме да ги препознаеме, односно моите родители, јас сигурно не, гледав од страна. Знам дека бевме предупредени да не влегуваме во грмушки и така натаму. Еден убав период би рекла, кој што е вака дури сега кога ќе замежам можам и да си го визуализирам, да се потсетам на тие убави слики. И убаво споменавте на самиот почеток, ми се допадна тоа албум на животот, ако го разлистаме албумот на животот, кои се вашите најсилни впечатоци? На што најемотивно се сеќавате од минатото? На кои моменти од минатото? Од одморите или генерално? Од одморите, па и генерално. И генерално нешто што вие. Тоа се веројатно оние моменти кога се уште сме деца, ама сме со родителите, иако длабоко во себе веруваме дека можеме сами и така натаму. Меѓутоа, најмногу ги паметам возењата во автомобил, нели додека патувате од едно на друго место, и дебатата или диалогот што се одвива внатре. Моите родители се трудеа внатре, значи додека се возиме, додека одиме на некоја локација, да не подготват или дури претходно да ни дадат една мини задача, нели кога веќе можевме да читаме и така натаму, да учиме, мини задача за тоа да научиме за местото каде што одиме. За да не биде само го посетивме па после тоа заборавивме, туку малку повеќе да се запознаеме со историјата, така што најчесто дебатите беа за местата каде што одиме или па ги прераскажувавме впечатоците после тоа. Мала некоја Википедија, на некој начин на Википедија начин. Да, затоа што јас бев многу радознало дете, многу, и сакав многу да прашувам, и сакав многу да знам. И тоа за родители понекогаш што морам да признам дека е мачно, сигурно. Заморно, да. Да, меѓутоа прашував се и се што. И еден од начините како моите да ме подсмират беше да ми купат разноразни енциклопедии, да ги читам, па дури понекогаш после тоа и при возењето, особено на подолги релации, да ме испрашуваат на некој начин. Или ако јас поставев прашање да ми речат: "А ти што мислиш за тоа?" Па така да се развие една дискусија. Така што тие се веројатно моментите кои што ми оставиле за силен впечаток. Имаше една интересна случка која сега вака ми дојде на ум. Зимно време вообичаено одевме во Маврово по 7 дена, некогаш пократко, подолго. Меѓутоа таа година знам дека имаше наврнато многу снег. Енормно, и тоа и во Скопје имаше снег. Прошетавме, не само бевме и во Маврово, па после тоа отидовме и до Дојран, до Гевгелија, пријатели да видиме и така натаму, горе-долу пола Македонија поминавме и секаде поминавме добро, заглавивме кога дојдовме во Скопје. И тоа беше така една анегдота што и моите долго време ја раскажува, дека ја поминавме пола Македонија, никаде не заглавивме, ама во Скопје заглавивме во снегот. И така, малку, ајде да речам, симпатично делуваше, но тоа е истото како кога велиме оние што живеат во Велес побрзо ќе стигнат во Скопје на работа отколку ние што живееме во Скопје да се стигнеме во Скопје на работа. Тоа значи дека во суштина пораката од такви некои случаи е дека во животот никогаш не може да бидете сигурни што ќе се случи и што е следно. Да. Така што да, треба да сме препазливи, треба да сме внимателни, но понекогаш треба да се предадеме и на уживањето и на тоа што е добро.
Какво дете бевте? Дали бевте немирно дете или мирно? Од ова што го кажавте, можам да замислам дека сте биле мирно дете, кое што сака да учи. Да. Но можеби ќе ме изненадите. Не, нема да ви изненадам, затоа што навистина бев мирно дете, многу послушна. Ништо не правев без дозвола од родителите и тоа остана како дел од мене, дел од мојот карактер и до крај. Додека тие за жал не почина и двајцата, меѓутоа постојано за ситни работи, за помали, покрупни, знаев да се консултирам и да прашам, иако нели веќе кога ќе пораснете 18 години, тогаш сметаме дека светот е наш, дека знаеме се знаеме. и дека нема никој што знае повеќе од нас. Тие магични 18 години. Така е. Меѓутоа сепак ги прашував и бев дисциплинирано дете, иако единствена е да речам мана е што многу зборев и бев многу со прашалници, сакав се да знам, сакав да знам и како настанал светот, па сакав да знам и зошто се имињата такви какви што се, буквално се што може да ви дојде на ум, секое прашање беше поставувано од моја страна. Колку бевте блиски со вашиот брат, за разлика од вас, некаде начув дека тој бил многу потемпераментен. Бевте блиски, 4 години разлика, така? 4 години разлика, тој беше за жал и тој е починат 78 година во септември, а јас сум во јануари 82 година. Да, тој беше поприлично бесно дете и јас понекогаш имав улогата, особено кога летувавме во Дојран, таму знаевме и по неколку месеци да бидеме, јас имав улогата да го прикривам и тоа морам да признам многу вешто го правев. Веројатно затоа што и моите родители малку повеќе ми веруваа мене затоа што знаеа дека нема да ги излажам или било што, меѓутоа бели лаги. Да, така ги викам, буквално од типот на тоа, тој знаеше да заглави многу до доцна во дискотеките, а тогаш мене уште не ми беше дозволено да излегувам. Па знаеше да ми кажи дека сум се вратил и така натаму. И сабајлето кога ќе станеме, аз да речам дека да, си дошол на време, иако во тие летни времиња и моите родители не спија до подоцна ради тоа што уживаа со друштвото и така натаму, ама знаеа дека го прикривам, меѓутоа на нив им беше тоа симпатично затоа што имаше една, како да кажам, братско-сестринска, другарска, пријателска врска меѓу нас и на нив тоа им значеше затоа што на таков начин да речам ја одржувавме кохезијата во семејството или тоа што е едно семејство, тоа што значи дефиниција за едно семејство. Бевте блиски, одевте заедно на одмор со вашиот брат? Одвоено како млади не, затоа што тој си имаше едно посебно друштво, да кажам, ама кога веќе јас малку подпораснав и кога ги имавме тие семејни одмори во Дојран, иако тој морам да признам многу порано сакаше да ме зима со него. Затоа што знаеше дека не правам проблеми, а бев интересна, знаев многу и да кажувам и вицеви, и смешки и така натаму. Знаеше дека нема да му досаѓам во друштвото, ама нели родителите сметаа дека се уште рано. После тоа кога веќе малку подпораснав, со задоволство ме зимаше, дури он ме тераше, дојди со мене, ќе ти биде интересно и така натаму, ама јас секогаш се враќав малку порано. Се разбира, така што, односно он ме допраќаа до дома со другарите, па после тоа си ја продолжуваа приказната. Секогаш со нас задолжително имавме домашно милениче и тоа секогаш беше куќа. Жалам што не ги донесов фотографиите, можеби требаше, за тоа како уште јас сум имала сигурно некои 2-3 годинки со првото куќе кое што го имавме, тоа беше еден германски овчар, Дона, преубаво, дисциплинирано, воспитано куќе, за разлика од ова сега размазеното кое го имам дома. Значи за разлика од Стела ќе ме прашав, секако и ќе стигнав до тоа, но ете кога веќе споменавте, Стела се уште ја чувате жива, здрава, темпераментна. Да, Стела е жива, здрава. Стела има една вештина која што ја научи веројатно сама, а тоа е дека знае да игра фудбал. И тоа е многу интересно и решив дека сега периодов бидејќи ќе бидам и малку послободна, ќе најдам време да ја снимам за да ќе го објавам сигурно на социјалните мрежи, за тоа како во суштина Стела е порака за тоа како едно бездомно куќе или куќе кое ќе го најдете, кога ќе му пружите доволно љубов, внимание и ќе го сметате за дел од себе, дека во суштина не само куќе, туку и човекот со доволно љубов, со доволно внимание може да прерасне во едно прекрасно суштество. Абсолютно. И дека љубовта, топлината и грижата која што си ја споделуваме едни со други, без оглед во какви релации, какви односи сме, дека тоа е во суштина тоа што не прави да бидеме и ние кои даваме, ја даваме таа љубов, тоа разбирање подобри луѓе,
ама се разбира да ги направиме и тие околу нас да бидат подобри и Така е. обратно. Некој нас да ни пружи љубов и вашата- разбирање за да бидеме и ние подобри. А и вашата приказна со Стела е јавно позната, како всушност и вистинска љубовна приказна помеѓу Да. човек и куче, што е навистина многу интересно како таа се појави и како всушност ве одбра. Како велат кучето ве одбира вас, нели миленикот го Буквално. одбира неговиот човек, така сум прочитала мисла. Колку ви се промени животот со Стела, колку ситуации ви се случува затоа што претпоставувам дека е огромна одговорност покрај сета љубов да се чува куче и огромна одговорност. Вие ја чувате дома колку што знам. Дома, да. И тоа значи огромна одговорност и финансиски трошок затоа што е потребна храна, тоа е големо куче, е така? Апсолутно. Сега е веќе големо? Она е некој среден раст, мешавинка е претпоставуваме со лабрадорче, барем така ветеринарите ја протолкува и велат дека ствари кога ќе ја видат ја викаат лабрадорката. Лабрадорка? Личи, црна е целата, личи многу на лабрадорче, меѓутоа се гледа дека е некоја Улична, некоја можеби. мешавинка, да, меѓутоа тоа што и многу пријатели знаат да го кажат дека е многу негувана. Да, живее дома со мене, како што впрочем и сите кучиња кои што сме ги чувале, со исклучок на тоа првото кое беше чувано во посебни услови и така натаму. Потоа, кога ја земавме ротваѓерката, тоа беше второто куче, таа некако ги измести правилата за чување на куче, бидејќи го земавме многу мало. Беше мало кутренце, исто женка беше и таа. И тогаш јас веќе бев со брат ми пораснати и рековме дека кучето не може да биде надвор, не може да биде само, тоа е само што одделено од мајката и така малку драмевме и татко ми немаше проблем, мајка ми беше противник и веројатно она е од оние познати приказни, нели, кога едниот се противи, вели, ако влезе куче дома, јас ќе си одам и драма и така натаму, за да на крај да се случи да тоа беше мамина маза, буквално така мајка ми Вообичаено викаше, тоа така е. па се сеќавам затоа што навистина многу мало ја земавме се уште цизаше, го враќаше неколку пати татко ми подсуцли соодветни да ја купи во аптека и така натаму, на крајот се спријателија и беа најдобри другарки. Да се приврзуваш како? Апсолутно, да, така што Доли беше ротваљерката и таа беше дел, се разбира, од нашето семејство. Со Стела имаше многу интересни случаи, затоа што Стела дојде во едно време, тоа беше јули месец, крајот на јули 2023 година и се појави за време на церемонија, мислам дека беше промоција на кадети, ако добро се сеќавам, во касарната во аеродром. И сега додека јас седев горе заедно со војните старешини, ешалоните беа построени, нели, ред, поредок, во армијата тоа се знае, мува не прелетува како што велат. И јас догледав едно црно топче кое се шутка наваму натаму, видов дека е тоа кутренце и нема да верувате додека седев си веле во себе, замислете ова да се качи, си викам, замисли да се качи кучево додека јас зборам или сеедно. Викам тоа како ќе се однесувам затоа што кучињата ми се слаба страна. Да, сакате живот и доста го кажале. Меѓутоа војниците успеа да ја земат, да ја трнат нели на страна за да не го пореметува редот. И кога јас излегов на говорница, почнав со говорот, таа некако им избега и гледам со еден дел од окото, фаќам како тоа топче полека се качува едва и по скалите и почнува да цивка околу моите нозе. И јас едва и успеав да се сконцентрирам да го завршам говорот, затоа што сега знаете како тоа беше голем настан за тие кои што ги промовиравме и така Колку и да ги сакате кучињата, не може професионалноста апсолутно, превладува. Да. Повторно го земаа кутрото, заврши церемонијата, отидовме, продолживме на еден мал коктел, нели, со семејствата и така натаму, и јас прашав каде е кутрото. И они беа збунети, мислејќи дека јас ќе реагирам. Дека зошто се појавило, како, да. зошто се појавило, не во суштина дека јас го барам тоа мало Да си црно го топче, земете. да. И го најдоа, го донесоа, бидејќи го трнале малку понастрана, го донесоа и јас бев нели дотерана, облечена како што треба за пригодата, го земав, тоа беше прљаво и така натаму, нели, надвор седе живеело и со началникот нешто разговаравме за некој проект и му реков ќе си го земеме во министерство.
Ама не само што си го земавме во министерството, туку тоа стана и мое домашно милениче и бидејќи ми беше жал да го оставам нели навечер да спие само и така натаму се разбира дека секогаш доаѓаше со мене, односно на работа си одеше исто со мене, дома си доаѓаше со мене, така што тоа беше еден И таа приказна продолжува со други такви интересни ситуации, се случува сега при шетање, дали ви се случило нешто интересно со Стела? Сега кога се шетаме, во принцип бидејќи сега малце имаше еден период на дресура, па така е повоспитана кога се шетаме. Знаат луѓето кога ќе ме препознаат мене на улица да ја препознаат и Стела. На тоа мислев колку Да, знаат да ја препознаат, она е многу милно куче. И иако сега знаете на прва кога ќе погледнете црно, големо куче, може некој да се исплаши да кажам, меѓутоа во принцип е многу дружелюбива, сака кучиња, сака мачки, сака луѓе, сака деца. Јас велам сака се што се движи. Значи буквално и ливче, и гранка, и дрво, она е позитивна е, да. И е многу како да кажам, многу брзо може да се спријатели со некој. Имаше една интересна случка во министерството. Тоа беа некдека попладневни часови, јас знаев да останам и после работно време за да можам да си ги средам некои обврски кои, нели, во текот на денот гледав повеќе да им посветам внимание на барањата на вработените, на тоа што треба да се носат одлуки во текот на денот. И потпишував некои акти, мислам дека беше. Меѓутоа вратата помеѓу мене и секретарката беше отворена. И одеднаш кога ја слушнав секретарката како свика Стела леле, и јас нема, јас викам, дај, веројатно можеби се симнала во двор и така натаму, ама бидејќи се стрча надоле, викам, да не се случило нешто, излегов и јас, и ја гледам се враќа секретарката со кучето во рака, и јас викам, што се случи? Во моментот додека, значи, јас си бев горе во кабинет, во долната сала имаше состанок помеѓу министерството и представници, не се сеќавам, од некоја странска компанија беа, во врска со некои тековни проекти. И во моментот кога се отворила вратата, веројатно некој излегувал влегол, Стела влегла на состанокот. Меѓутоа сите се воодушевиле и рекле кој е кучево, кажале дека тоа е домашното милениче во министерството и тоа било позитивно да речам симпатично прифатено и така. Тоа е Стела е роден политичар очигледно. Стела е родена подстрекнат звезда, веројатно тоа е затоа и името Стела и го дадов. Така што она е составен дел, да речам, од мојот живот и сега веројатно во овие и планирање на одмори се разбира дека Стела ќе биде сега тоа сакав ми ги прочитавте, мислите, дали планирате некаде да одите, дали можеби бевте, планирате да одите на одмор и дали ја зимате и Стела со вас? Ќе одам на одмор следната недела, меѓутоа нема, бидејќи одам со друштво и одам во Турција. Малку е покомплицирано, меѓутоа веројатно ако правам некој викенд овдека, иако ме радува тоа што еден дел од хотелите, дури и хотелите во Македонија, во нашите туристички места се пет-френдли. И тоа е навистина така, да речеме, за поздравување. И мислам дека поголемиот дел од сопственици кои одиме со миленичиња сме внимателни, знаеме тоа да го цениме и да не бидеме премногу досадни. Каде одите во Турција? Може да ни откриете? Анталија, за прв пат. До сега не сум била во Анталија, и за прв пат одам таму. Се надевам иако ќе биде топло, меѓутоа се надевам дека ќе биде убаво. Се издржува се, има море така што. Да, и во принцип јас сум тип на човек кој што и колку и да не му се допаѓа средината од икс причини, нели, секој си имаме некои своји преференции, мене ми се луѓето со кои што одам битни и таа енергија што ја имаме меѓу нас, така што знаете како најдобро и најстрикна сум со луѓе без разлика на релациите и односите, со кои кога сте на одмор и кога молчите ви е убаво. И тоа е нешто што се постигнува со многу малку луѓе реално во мојот живот, ама среќна сум што имам такви луѓе. Имате избрани пријатели, малку пријатели, нема да ви откривам име и презиме. Еден ваш пријател го прашав зошто ви е пријателка. Зошто ја одбирате? Долги години сте мужи, ќе го препознаете во одговорот. Тој вели затоа што е премногу интелигентна личност, затоа што е премногу добра личност и затоа што тоа што многу луѓе ја проценуваат кога ја гледаат на екраните на телевизија како строга, е сосема спротивно од тоа. Таа е многу топла и мека душа, така ве опиша еден од вашите пријатели. Вели дека сте одличен пријател. Имате пријатели, малкумина споменувате, а дали имате пријатели од минатото, од детството? Значи, дали имате пријатели кои што сте си ги зачувале од градинка, од...
Од основно можеби Да, од градинка сега да речеме не се сеќавам на тие, меѓутоа од основно средно имам пријатели со кои можеби не комуницирам Да. секојдневно или често, ама кој ќе ги видам како да сме се виделе вчера или како да сме зборувале вчера. И оние убави спомени ни навираат и едноставно како да не поминале да речам толку месеци или години како што не сме се виделе. Како поминува времето, бројот на пријатели се менува, меѓутоа искрено јас секогаш одбирам за луѓето и тие што си одат од мојот живот од X причини и така натаму, да се сеќавам по убавите работи. Да. Затоа што има една филозофија дека колку повеќе се обременувате со нештата кои ве повредиле, толку повеќе губите времето да уживате во тоа што е сегашноста и во тоа што животот ви го пружа, иако ако секој од нас тргне ќе видиме дека има нешто кое што некој не повредил, па и ние сме повредиле, да бидеме искрени. Така е. Меѓутоа, ако се задлабочуваме во тоа и ако си ја бараме причината никогаш не може да биде откриена, тогаш мислам дека го губиме времето и ги губиме овие убави моменти кои ни се подарени, кои ги живееме и губиме енергија да направиме нешто добро за секој еден од нас. Како ги паметите летните денови како дете? Вие сте Скопјанка, сте живееле во неколку населби, може ли да ни направите некоја споредба од Ченто, Радишани, Центар, ако не се лажам? Да, неколку сега години при крај. неколку населби. Може да направите споредба какви биле летните денови во минатото во Скопје од ваша перспектива? Летните денови и во Ченто и во Радишани живеевме во куќа. Во Центар неколку години живеев во стан, сега сум во аеродром исто така во стан. Летните денови во куќа се посебна приказна, се разбира, особено во Радишани, затоа што навечер секогаш знаеше да биде по некој степен пониска температурата од Центар. Ама тоа беа денови кога времиња, кога да речам особено периодот кога живеевме во Радишани, кога јас не се врткав многу дома, што заради факултетот, јас почнав и многу рано со работни обврски, меѓутоа и мојот политички ангажман и така натаму. Така што сега ако ме прашате, веројатно тогаш сум мислела дека е најубаво да биде човек во куќа, сега искрено некако се навикнав во станот. Така што претпоставам дека е прашање на периоди, прашање на тоа како ви е подредена агендата, колку животните или активностите кои ги имате во текот на еден ден бараат да бидете на некое место каде се ви е тука некаде и така натаму. Куќите реално се голема одговорност и за човек кој живее сам тоа е сега за сега би рекла премногу луксузно и воопшто не размислува. А како изгледа, например, летата како тинејџерка? Дали бевте од оние што седат во мало на клупа, игрицкаат семки, пијат винце со степлайт во мое време, не знам како било во ваше време и така натаму. Дали бевте од тие луѓе или бевте луѓе кои што од оние тинејџери кои што излегуваат стрикно во дискотека, во кафуле? Како ви беше какви ви беа тинејџерските денови на лето еве? На лето обично излегував, се сеќавам едно од кафулињата, сега не им го памтам името, меѓутоа беа во ГТЦ. Имаше 2-3 како кафулиња, дискотеки и така натаму. Чао можеби. Чао едно време беше многу. Чао мислам дека и Змија беше до него Така, таа страна, да. оваа страна према парк беше Манда, така што тука се правеа едни убави журки. Генерално да речеме ајде тука некаде бевме, имаше еден исто локал кај поранешен Кинг бургерот спротива, тука негде дека сега ги заборавам точно имињата, меѓутоа тука некаде се врткавме. Такви седенки во парк не сум практикувала. Некако ми било, ајде да речам веројатно затоа што секогаш сум била човек што сакала да ги почитува правилата. Тоа ми било некако како малку на линија на исправно. Во смисла дека дали тоа собирање може да се случи нешто, нели, сепак парк, темно, не се така сите, нели, не е така се обезбедено во смисла дека можеби ќе се појави некој кој што ќе сака да направи некаква белја, иако белја може секаде да се направи реално, ако некој науми. Меѓутоа не сум била некој фан да речеме на такви собиранки. Ама природата сум ја сакала и се уште ја сакам многу и сме знаеле со особено имав еден другар и другарка од средно,
со кои знаевме да шетаме заедно во природа, заедно знаевме и да се одделиме и да си одиме на некој мини одмор или се сеќавам на едно славење на Нова година во Маврово, кога бевме заедно, така што да речам, сум тип што лесно се прилагодува, пак ќе кажам, на дружбите, битни ми се луѓето. А дали сте авантуриста по природа? Не претерано, сепак сакам да играм или да одам на сигурно, да, или на веќе нешто пробано. А која е, да речеме, една посебна авантура што сте ја направиле во животот? Има нешто така, некое патување или можеби тука и околно што се случило, што го сметате како една ваша авантура, лудост, младост, нели? Има такво нешто? Па нема нешто да речеме што било ризично, ајде да кажам, или што би можело да се смета како од оваа дистанца сега денеска, да речам, со кој памет тоа сум го правила. Нема некоја било испланирано. Нема некоја таква и да имало, да речам, некои интересни ситуации кои што можеби во тој момент изгледале страшни, ама реално не биле толку ризични. Не се за раскажување, од ништо не се срамите очигледно да речете леле како можев тоа да го направам. Не, реално нема некоја таква работа. Се сеќавам и тоа многу го раскажувам како анекдота или како интересна случка. Тоа беше првата година, мислам дека бев дали прва или втора средно. Не се сеќавам, кога славев Нова година, меѓутоа надвор од Скопје беше и со тие другарот и другарката од средно што ви ги кажувам, сакавме да славиме сами. И другарот имаше викендица во Маврово и рече моите нема да одат, веќе одиме ние сами. И моите родители малку беа скептични, века вие сте си уште деца, млади, не вози никој од вас, ќе одите во планина, сепак нели не е баш така едноставно, тоа не беше времења, повторно ќе кажам, кога сите имавме мобилни и така натаму, не. Меѓутоа татко ми рече, па зошто да не пробаш? Пробај, еве, види како ќе биде, тоа значи ќе треба за себе да се грижите сами и така натаму. И не однесе, рече јас ќе ве однесам, и не однесе и ни даде инструкции како треба да го запалиме огнот и така натаму. И се беше добро првите 2-3 дена, некаде мислам дека на третиот ден снема струја. Меѓутоа снема струја во цело Маврово. Меѓутоа во тој период имаше еден роман, крими роман, мислам дека беше од некој македонски писател, сега не можам да се сетам, со некоја криминална содржина во која што се објаснуваа некои работи за подземјето, киднапирање и така натаму, и ние тоа го коментиравме. И сега како снема струја, ние почнавме да си ги правиме филмовите од романот. И немаше струја 1 сат, немаше струја 2 сати. Во меѓувреме ни се изгасна и огнот, значи почна да станува и ладно. И сега нели во зимно време кога малку температурата и на куќата нема да е толку топло, започнуваат стреите подмалку да капат. И нас не се слушаше дека некој тропа. Звук. Дека некој доаѓа. И ние беше многу смешно, се вооружавме со секири, секира заради дрвата што се сечат, со некои метли и така натаму, се што мислевме дека може да ни користи, и бевме во ишчекување. Подготвени за протагонистот. Апсолутно, да. Меѓутоа на наредниот ден моите доаѓа на една дневна прошетка во Маврово, и ние бидејќи до доцна нокта чекавме нели да се одбраниме од некого, сме заспале и сабањето кога дојде они практично не разбудија. И сето од ладново оружје беше во дневната, и моите како влегува гледаат неприродна ситуација и вика што е ова со секирата, со лопатата, со се ова, зошто е внатре? Огнот изгаснат, збунети, и јас ќутав неколку секунди и рекам подоцна ќе објаснам, после тоа им објаснив, беше смеење, и татко ми рече ако ви е страв да останувате ќе ве земеме, реков не, ќе се доседиме ние до крај, храбро. Така да тоа е една ситуација во која што да речам се пробавме и видовме дека можеме и сами, ама да, филмот си го направивме и поприлично добро се обезбедивме, морам да признам. Сте имале ли љубовни авантури? Можете ли нешто да споделите со нас по тоа прашање? Љубовни летни авантури зборувам. Да, и не се разбира не премногу често, меѓутоа
Да, се случувало, особено на факултет, тогаш се будат едни посилни емоции. Ке кажам, тие во средна школа и во основно се нели затрескување и така натаму. Меѓутоа на факултет веќе доаѓаат посериозни емоции, кои што и од оваа дистанца сега гледано да речеме, јас повторно би ги повторила, без оглед што нели немаат среќен крај, да кажам, нели како од бајките. Ама пред некој ден во една друга ситуација пријателка ме праша дали кога би можела да го одбереш истиот пат да го одиш со сите перипети, со сите препреки што ти се случувале, неудобности и така натаму, дали би прифатила повторно да го правиш сето тоа исто? Јас реков дека да. Затоа што верувам дека се во животот има причина зашто се случило. Да. Па дури да речам и тие такви авантури или љубови кратки, долги или се едно кои што завршиле, имале своја причина, имале причина зашто се појавиле и зашто се заминале од нашите животи. Сте романтичен човек по природа? Во даден момент да. И знам да се препуштам на таа убава романтична енергија. Како изгледа еден одмор на Славјанка Петровска? Едно летување, зборувам класично, ако речеме, нели одмор не асоцира на плажа, некако, мада не е тоа стереотипно, не дека мора да биде така и планина и се сме дискутирале дека се може да биде одмор, па еве да речеме, одењето на плажа, како изгледа еден ден на плажа? Дали сте од оние што ги видиме со книга, со коктелче, како изгледа? Со се. Со се? Со се, и со книга и со коктелче. Во принцип, јас многу сакам да сум во вода, и денот ми почнува многу рано, релативно рано. Колку повеќе сум одморена, толку се порано и порано станувам. Иако во принцип сум ранобудник и немам проблем да станам и во 6 и во 7, некое нормално време кога станувам и кога се будам природно, без аларми е 7 и пол 8 во тој период. Ретко, дури и веќе не памтам кога последен пат сум спијала до 10 или подоцна. Така што и станувањето на одмор, одењето на одмор и станувањето ми е, да кажам, не ми е проблем. Друштвото со кое што одам горе-долу секогаш се исто луѓе кои стануваат рано, така што денот ни почнува многу рано и не завршува многу доцна. Како што реков, многу сакам да пливам, сакам да сум во вода цело време. Ако можам да сум цел ден, ќе го правам тоа и цел ден. Ама да, со кратки нели паузички, со малку сончење. Сум земала да читам книга и во принцип ги исчитувам. Да речам, кога одам на одмор, затоа што јас имам една навика кога нешто читам или кога ќе се сконцентрирам, се изолирам од светот околу мене. Така што многу брзо, да речам, ги завршувам книгите. Не сум размислила за оваа година каква книга ќе понесам со себе, да. Ќе размислам, имам уште една недела. Меѓутоа ќе видиме. Иако нели во сега во последно се модерни електронските изданија на книги, ама мене некако ми е книга кога читам, сакам да ја држам во рацете и сакам да ги прелистувам Мирисот на книга ништо не може да го замени. А вообичаено коктелчињата се резервирани за вториот дел од смената на плажа, попладнато, па се разбере и вечерите. Ова е безалкохолен коктел од нашите пријатели Дион, можете слободно да се освежите, зборувате. Јас постојано на гостите им кажувам, бидејќи премногу зборувате, немате ни време да се напиете, но слободно кога ќе почувствувате потреба, се надевам дека ќе ви се допадне, специјално направен за вас. Ние им се јавуваме, им кажуваме во Дион кои ни доаѓа гостини, најверојатно според вашиот карактер, според карактерот на гостинот некако го прават. Знам често да одам, особено во Дион во аеродром, затоа што ми е во близина и секогаш морам да признам се еден од локалите во кои што и услугата, без оглед на тоа кој им доаѓа, услугата е секогаш на високо ниво и се трудат луѓето кои им влегуваат внатре да си заминат задоволни. Да, се согласувам дека е така и нас еве тука не освежуваат со овие прекрасни коктели кои што ни ги прават на секое снимање. Лето водите на одмор, велите не знаете што ќе читате, но да ни кажете книги кои што досега сте ги прочитали или некои книги можеби на кои што се навраќате, наслови, да ни препорачате нешто. Сакам кога така гостинот ќе сподели некој наслов, па можеби ќе инспирираме некој од нашите гледачи. Една книга која има посебно место во мојот живот и која се појави во еден многу за мене тежок момент. Меѓутоа е книга која што додека читав плачев многу
иако е мала книга. Ја прочитав во еден здив. Меѓутоа, многу често знам да си ја препрочитам. Книгата се вика Најголемиот успех на светот. И во суштина во неколку мали поглавја раскажува дека и дава едни многу убави поуки. Мокни поуки. Дека секој еден од нас треба да се бори и дека препреките кои ни доаѓаат во животот се случуваат со причина, даваат порака, меѓутоа дека на крајот доаѓа нешто добро. Таа книга ја купив неколку недели, можеби више или денови, од кога за жал мојот брат загина нестрекно, и тогаш бев во период кога бев затворена сама во себе. Меѓутоа оваа книга некако ме врати. И таа книга која што искрено ја препорачувам и на многу мои пријатели, без оглед во која да речам фаза се наоѓаат, меѓутоа особено кога гледам дека им треба некоја поддршка, ја препорачувам како лек, да кажам. Да, еве ова убаво. Да. Меѓутоа, еве, ја читам, како што реков, и неколку пати знам да ја препрочитам, затоа што некако ме враќа и ми дава некоја убава позитивна енергија. Да, и на тој начин можеби ве поврзува сега на некој начин со вашиот брат, бидејќи тогаш ако во тој период сте ја читале, сега вие некоја чудна врска. Веројатно, или како се можеби некои неискажани зборови кои можеби тој би ми ги кажал или би сакал да ми ги каже. Меѓутоа во секој случај е убава. Иако, како што реков, моментот кога сум ја купила таа книга не е баш среќен, меѓутоа носи некоја ведрина во мене и со задоволство ја споделувам. Баш ќе си ја набавам книгата, мене ме заинтригира која е оваа книга, затоа што секој од нас споменува низ секакви ситуации. Велите дека сакате многу да пливате, кој ве научи да пливате, на која возраст беше тоа и каде? Многу мала бев, значи во Дојран, се разбира, ме научи татко ми, затоа што имаше некои посебни методи како да не престраши, да не се плашиме од водата, меѓутоа и како да бидеме внимателни. Затоа што, како беше она поговорката, со вода и со оган играње нема, така што тие се, да речам, мали животни лекции на кои што бевме научени, дека не можете да и се спротиставите на природата и дека тогаш треба да бидете внимателни, така што да, требаше многу време, не тоа беше на почетокот, нели, шлапкање само во вода и така натаму, ама после тоа со текот на времето се научив да пливам и малце, да речам, непрофесионално далеку од тоа, меѓутоа да можам да поминам апсолутно. Да се оди во подлабокото. И вашите пријатели со кои што одите на одмор се пливачи, имате друштво за тоа, сакате, така? Се пливачи и се луѓе кои што сакаат да бидат потопени во вода. Каде се на друго место сте биле? Која е најдалечната дестинација? Може ли да ни наброите локации кои што сте ги посетиле и кои што вреди да се споменат и ви оставиле убав впечаток? Како одмор, дестинација за одмор не сум одела многу далеку. Морам да признам, иако вака од околината, едно од местата кои, ако некој не знае кај сум, веројатно може да ме најде таму ако сум на одмор, тоа е во Црна Гора. Има едно место кое се вика Хладна увала. Прекрасно, мало местенце, како мало заливче, и тоа е едно местенце каде што мене ми е навистина најубаво на цел свет, еве така да речем. Не сум била, како што реков, на некои подалечни дестинации како за одмор. Со работата сум патувала, се разбира, најмногу во Соединетите Американски држави. Сме користеле оние мали моменти на паузи помеѓу состаноци или при крај на денот да прошетаме, се разбира, и да ги видиме тие околината, градот во кој што државите во кој што сум престојувала, така што меѓутоа не сум имала многу простор да ја истражам како турист. Дестинација на која би сакала да одам и се надевам дека скоро ќе одам е Јапонија. Уште не отидена, што се вели, се восхитувам на традицијата, се восхитувам на тој култ, да речам, кој што е изграден и на се она што значи Јапонија. На традицијата, како што реков, на културата на живење, на развојот на технологијата особено, така што тој еден склоп, да речам, на сите овие елементи, би сакала да го видам во живо со своји очи. Да. Јапонија е, значи, дестинацијата која што ја посакувате некаде таму. Дали, со оглед на тоа што очигледно сте биле вреден ученик, и во средно, и студент, со оглед на тоа што
сте си ги одбрале нештата кои што сте ги сакале да ги учите и за време на средношколските денови и на факултетските денови, со оглед на тоа што се диаметрално спротивни струки. Може би можам да предпоставам дека сте биле вреден ученик кој што не е паѓал како студент на испити, не ви останувале испити и така натаму, но може ли да се присетите какви беа вашите студентски денови во лето? Дали бевте од оние кои што може би им останувал испит за во август или не? И какви беа летата кога бевте студентка? Се разликуваа ли многу? Ви се променили тогаш животот? Да, затоа што влегов во сосема нова средина. Многу подинамично, многу со поголеми обврски. Се следа и предавања, во тоа време се полага и колоквиуми, влезни колоквиуми и така натаму. Тогаш ги делевме ние некако испитите. Во јуни имавме две сесии, мислам дека беа, и имавме една сесија во септември, така што реално неколку од испитите секогаш ги остававме за во септември, затоа што не се постигнуваше се да се исчисти во првите две сесии. Имало испити на кои што сум паднала, реално, и има една интересна случка. Еден од испитите го паѓав неколку пати. И тоа беше облигационо право. И толку се разочарав, затоа што реков јас ова никогаш веќе нема да можам да го научам. Кој професор? Тогаш се полагаше писмено, меѓутоа професорката беше Дабович, која сега е уставна судика, меѓутоа јас никогаш не тропнав да речам, знаете како имам проблем. Во една ситуација, бидејќи јас бев и дел од ораторските вечери на факултетот, ме знаеа професорите, и таа беше кога дозна дека јас сум застанала тука и дури неколку години не полагав, значи буквално го замрзна факултетот, затоа што некако веројатно сум сметала дека јас не можам, дека јас дури бев на мислење да се откажам. И кога она дозна речам, зошто те знаеме, ти можеш и така натаму, и со еден толку многу пријателски разговор ме охрабри да се вратам повторно назад. Го положив, се разбира, затоа што пак ме фати трема, учев и така натаму. Го положив испитот и за многу кратко време после тоа и го завршив факултетот, ама тоа ми останало како еден впечаток на тоа дека некогаш самите заради веројатно X причини знаеме да се поцениме, знаеме да се откажеме, ама кога некој ќе ви се појави и верува во вас или ќе ви даде поттик, ќе ви даде стремеж дека може да го направите тоа, колку тоа не мора да се ни луѓе од вашето семејство и не мора да се луѓе кои секојдневно ве знаат, може да ви го дадат тој поттик и се разбира за да продолжите понатаму патот. Така што срекна сум што и на правниот факултет има такви професори, иако секогаш важел за еден од построгите факултети, морам да признам. Меѓутоа професори со душа и професори кои си ги сакаат студентите. Да, и добро, тоа е и еден од потешките факултети, мораме да признаеме, не е лесно и не може така лесно да се помине и добро е што се уште има такви професори кои што не дозволуваат така лесно. Апсолутно, и кои во суштина знаете како професорите на правен факултет, особено оние од моја генерација, не им е важно апсолутно знаењето, меѓутоа сакаа да го видат студентот подготвен за тоа што следи по завршување на испитот. А тоа е дека е подготвен да биде навистина правник, а не да биде само некој кој научил право. Има голема разлика во тоа. Да, се согласувам. И оние тие професори кои беа од тоа време, да речам, јас кога студирав како професорот Давидковски, професорот Бучковски, професорката Полена која за жал е покојна сега пред некој месец почина, тоа беа професори кои сакаа студентите навистина да станат правници, а не само да бидат дипломирани правници. Во периодот додека студирате, веќе сте влезена во политичките води. Да. Која е одлуката да влезете во политиката? Вашето семејство претходно беше инволвирано во политичка партија или вие сте таа прва која што влегува во политика? Не биле никогаш инволвирани. Татко ми нормално од аспект на следење на вести и така натаму. Не, тоа зборувам симпатизери, за биле, да. Меѓутоа дека друго. некој поголем активизам, па дури партиски активни не биле. Од каде поривот за тоа? Уште од средно образование, значи бев втора година, мислам дека беше средно. Јас сакав да влезам во политика затоа што сакав да го променам светот.
И денеска се уште верувам во тоа. Многу пати, без оглед на тоа што нели, од позиција на пратеник од опозиција, ама многу пати кога зборувам со пријателите, нели, заради општествените случувања и генерално, ќе се насети некое незадоволство или можеби разочараност и така натаму, се чувствувам и јас понекогаш разочарана, да не се лажеме. Значи и мене па дури кога сум била дел од власта, сум се разочарувала од одредени постапки, недобро сработени проекти некому и така натаму. Ама јас и ден денеска верувам дека од нас зависи дали ќе ги промениме нештата во државата и не се откажувам. И ако треба повторно да бирам, повторно би го одбрала. Се разбира овој пат, се разбирам кога нели се навраќате на нешто, имате шанса ви се дава втора шанса, тогаш сте малце помудри со повеќе искуства, меѓутоа апсолутно не се откажува. Дали тие политички денови од тогаш ви донесоа нешто во приватниот живот? Зборувам од типот на пријатели, познанства. Се дружите ли со партиците? Дали сте биле на одмор со некој од СДСМ? Па, од овие да речем што се познати, нели што ги знаеме ние не, иако да, приватно и се дружиме, меѓутоа на одмор не, ама да, во политиката сум запознала многу пријатели и пријателки кои до ден денеска тие или не продолжили, или можеби одбрале да останат, јас велам, во позадина, меѓутоа да, ми се од овие што ги знаеме, ни една немате баш она другарка да кажете дека ви е другарка? Другарка во смисла дека не знам, излегуваме или одиме по одмори заедно, не, такви од познатите, да. Меѓутоа да, од партиските другари имам апсолутно друштво, да кажам, со кое комуницирам, се дружиме и така натаму. И веќе откако влеговте во политиката, зборуваме и пред да станете министерка, но и откако бевте министерка, колку ви се промени летото, колку ви се промени животот во однос на приватните обврски? Претпоставувам драстично се менува, но еве како ви се промени? Мене ми е мило што животот се менува. Не може да кажете дека не се менува, затоа што се менуваат и обврски, се менуваат предизвици, одговорноста е многу поголема. Затоа што кога станав министерка за одбрана, јас превземав голема одговорност. А тоа е одговорноста која што ми ја даваат граѓаните, собранието како избрана и така натаму. Меѓутоа и одговорноста дека секој ден носите одлуки помали или поголеми од кои зависат прво вработените и во министерството и во армијата, меѓутоа второ тоа се одлуки од кои зависи и државата долгорочно гледано и така натаму. Но мене ми е мило што повторно покажување на моите пријатели и блиски успеав да не се променам јас. Или ако сум се променила, тоа е на подобро, значи сум созрела, да речем. Меѓутоа не сум го изгубила чувството за реалност. И тоа ми е мило што е тоа така. И веројатно затоа што секогаш се трудам да се опкружам со луѓе кои знаат да ми противречат. Дури во кабинетот како министерка, луѓето кои беа дел од мојот кабинет има обврска да ми противречат. Односно, да го кажат сопственото мислење, без разлика на тоа дали мене ми се допаѓало или не ми се допаѓало, и јас сум благодарна на таквите луѓе. Секогаш без разлика дали сте на позиција или па дури во приватноста, треба да имате некој кој знае да ве закочи. Затоа што јас сум по карактер човек кој сака да ги промени нештата на подобро, меѓутоа од таа преголема желба некогаш не ги гледам препреките. И за разлика некогаш тие што не го сакаат истото, може да ви нанесе штета. Добро е да имате луѓе кои знаат да гледаат и тоа што ви се случува позаде грб и тоа што ви се случува пред вас, за да ви ја дадат големата, широката слика, за да може да се носат полесни одлуки. Како вели она старата две глави размислуваат подобра од една. Како се одморавте како министерка? Немав многу време за одмор, ама најчесто тоа беше за викенди, па дури некогаш знаев во текот на неделата ако немаше обврски, знаев да избегнам на едно местенце за кое многу мина знаат кое е тоа место, а тоа е Бигорски манастирот и манастирот Рајчица, и таму дури да си седам без да зборувам, едноставно да си гледам во планините, да си гледам во езерото, во Дебар, и таму во суштина да се
да си најдам некој мир и да се наполнам со енергија која ми треба. Маврово, Дојран, Биорски, ова се местата кои што ги лоциравте како точки. Дали кога доаѓаат странци, туристи овде во државата, дали можеби дипломати кога доаѓале, нели треба да ги прошетате, или можеби луѓе кои што доаѓаат како гости, па вие сте таа која што треба да им посочите што е она што има убаво да се види во нашата земја, се овие 3 места или што е тоа што го посочувате? Најчесто тоа е Охрид, затоа што па во Охрид можете да видите многу работи. Да, се разбира дека е Бигорски, кога биле тоа државни делегации зависело од времето кое тие го имаат. Дали престојуваат неколку часа, најчесто кога доаѓале министри на други држави за одбрана кои сме ги пречекувале, реално агендата им била набиена и се случувало во еден и пол ден и немало толку време за прошетки, но имало такви ако изразиле желба да ги прошетаме, меѓутоа за жал речам повеќето биле тие кои што на брзинка ги завршувале официјалните средби, најчесто барале да ги однесеме на криволак за да го видат, меѓутоа немале толку многу време, иако кога сме ги имале неформален дел да речам од заедничките ручеци и така натаму, да прераскажам или да им ги представам овие неколку места, па да посакаат здравје кога ќе имаат тие можност во приватна режија да дојдат да ги посетат. Вие кога сте како дипломат, кога сте посетувале земји, каде сте биле најдобро пречекана? Во која држава? Па во суштина секаде каде што како министерка за одбрана сум одела на официјални средби, секаде сме биле пречекувани, односно јас како шеф на делегација, како министерка, сум била пречекувана со сите почести. Не се сеќавам дека во некоја земја, ајде да речеме, сме биле рангирани или третирани на некаков поинаков начин. Можам да кажам дека навистина во сите земји, затоа што сум патувала во земји, сум одржувала работни средби во земји кои се пријателски, сојузнички и така натаму. И тоа биле и колеги кои веќе претходно ги имам запознаено во рамките на министерските состаноци на НАТО или некои други околности, така што можам само да речам дека сум била презадоволна и од се разбира од формалниот дел на пречекот, меѓутоа и од секогаш од разговорите кои што сме ги имали и пораките кои што сме си ги упатувале. Која земја ви оставила најмногу впечаток? Еве сега не зборуваме за лето, не зборуваме за приватни патувања, земја која што вам ви оставила најубав впечаток, па која што да речеме можеби сакате да ја пресликате во Македонија, дел од неа да пресликате во Македонија? Ако ме прашате на пример каде би станала ако треба сега да излезам да си го земам куферчето и да тргнам? Ете, може и така. И јас ќе речам дека тоа е Вашингтон. Не знам зошто. Во Соединените американски држави сум била во неколку држави. Меѓутоа Вашингтон ми е на срцето. И ако треба да од X причини да отидам, тогаш би била или би препорачала на многу пријатели, знам да им раскажувам и да им кажувам, фасцинирана сум од чистотата, од архитектурата, од големината, ама ненаметливоста. Тоа е една интересна појава. Многу големи зелени површини, многу зеленило, многу паркови, така што тоа е веројатно нешто што ми оставило најголем впечаток. И да, и таму како и во останатите зими сум се чувствувала добро дојдена и многу пријателски. Мислев ке речете како дома. Како дома. Па нигде не е како дома. Никаде не е како дома, меѓутоа да, затоа реков, ако треба да одберам местенце каде без размислување би си го земала куферчето и сега треба ќе ме пратите некаде, тоа би било Вашингтон дефинитивно. На кој начин се разладувате во лето во однос на исхраната? Дали имате некакви летни ритуали, јадење, сирење и лубеница, ова најчесто го споделуваат, дали сте од тие луѓе, дали имате некакви летни навики во однос на храната? Која ви омилена храна во лето? Летно време тоа се во суштина претежно и салатите или свежо овошје, ако најдам убаво сезонско овошје, ама лубеницата да. Лубеницата, повеќе сакам лубеница отколку диња и лубеницата е нешто што многу често знам можеби и денот да го поминам со тоа и многу вода. Тоа е, немам некои посебни да речеме коктели или било што кој што, иако знам ако ми понудат знам да издегустирам и некое убаво ладно кафе.
Кафе. Тоа ми е, да. Значи ладно кафе сакате, Ладно преферирате кафе, повеќе да, ладно да, кафе. Готвите се уште во една прилика кажувате дека сакате да се наоѓате во кујната и да експериментирате, се уште го правите тоа? Па да, и често знам да викнам друштво, кога ја имам таа желба да сготвам, бидејќи живеам сама и сега немам многу прилики да готвам, ама знам да си соберам друштво и пријатели и да сготвам нешто или по нивна желба или нешто што мене во моментот ми е на ум и така да си поседиме поприлично долго. А ви се допаѓа ли Скопје на лето денес? Не можам да кажам дека не го сакам Скопје или дека нешто ме нервира. Да, има многу мани, има реално многу мани и бидејќи и заради стила, ама и претходно сум сакала многу да пешачам и сум пешачала, не можам да како да речам да се помирам со тоа колку е нечисто. Тоа е нешто што навистина ме иритира и тоа е колку и да се виновни тие кои што се задолжени за чистотата, толку се виновни и граѓаните понекогаш. Но не можам да речам заради тоа не го сакам Скопје. Го сакам Скопје. Такво какво што е, со сите мани кои што ги има, со сите недостатоци, затоа што маните и недостатоците на Скопје се одлика на нас кои живееме тука. И не може да го обвинуваме градот. Градот не е виновен за ништо, ние треба да сносиме одговорноста, ама си го сакам. Најомилено најомилен дел од градот ми е дефинитивно градскиот парк и кеот. Па и сега ама не навечер. Не навечер, или навечер во друштво. Ако сум во друштво, и знам да го поминам голем дел од периодот од денот во градскиот парк, кога бев во Министерството за одбрана, имаше интересни ситуации кога често дури во текот на денот, особено кога беа набиени агенди и така натаму, кога ќе се појавеше некоја пауза од 1 час од прилика, па дури кога требаше нешто со соработниците да разговарам, знаев да им речам, ајде ќе идеме едно кругче во парк да свртиме, ќе си разговараме во парк. Така што и сега ми се случува во собрание да излезам да преминам улицата во Жена парк, па тука дури и кафе да испијам со некој од колешките или колегите, или па со некои пријатели да си земеме кафе за носење и да си го испиеме на клупа. Сепак да има некоја природа, сакате да биде некоја да има нешто зеленило околу вас, затоа што така најбово се пие кафето дефинитивно. Имате ли некои омилени места, излегувате ли навечер во Скопје? Го доживувате ли тој ноќен живот или не? Сега морам да признам дека одамна немам излезано и не сум била на некоја журка каква што знам да како што сум знаела порано тоа да го направам. Променети се многу за жал околностите, многу работи се случуваат периодот и на политичката сцена. Да, знаете, некогаш ќе речат, ама и ние сме луѓе, тоа е точно, меѓутоа неодговорно за мене барем. Како политичар, можеби некој ќе ме смета дека сум многу строга и конзервативна во овој дел, но сметам дека е невкусно, неумесно како политичари, ако знаете дека нешто периодов се случува, да ме видат како сум на некоја луда журка. Да, ако е тоа некоја семена прослава или нешто со повод, се разбира дека со задоволство ќе бидам дел од тоа, меѓутоа да бидам дел од нокниот живот во ситуации кога не цветаат бас рози, мислам дека и тоа ми бил ставот и кога сум била министерка, да, некоја пијачка излегување навечер сосема окей, меѓутоа журките не. Да, но и кога има некаква трагедија, фактот дека треба да бидеме солидарни. Да. И јас сум секогаш за тоа. Кога бевте туку сега каква музика слушате, дали слушате иста музика, еве кога сте биле дел од ноќниот живот, дали сте оделе на концерти, како сте се релаксирале во тој поглед кога сте сакале да одите на концерт? Сакавте да одите на концерти? Се случувало тоа да следите кој ќе има настап некаде? Па порано, реално кога бев средно, да, знаев да одам на концерти, иако тогаш немаше многу странски изведувачи кои доаѓаа овдека во Македонија, ама редовно одев на концертите на македонските изведувачи. Поп музика? Да, така? Да. Се сеќавам на еден преубав концерт, тој беше се уште во Универзална сала, тогаш постоеше на Ареа, нашиот бенд македонски, преубав концерт и преубава журка беше направена на еден концерт на Нокаут, тој беше во спортскиот центар Кале.
се сеќавам, Нокаутци на која една од моите омилени групи, ако не е најомилена група македонски изведувачи, и многу често дома знам да им ги пуштам концертите, имаат и еден unplug концерт кој го имаат, мислам, во македонска телевизија снимано. Знам да си го пуштам Ден денес, зашто си се навраќате. Да, и така. Не знам дали знаете дека и Лукаревска исто тоа го одговори дека Нокаут е омилен бенд, така што имате ета заедничка, не знам тоа со да само изгледа. Можеби Нокаут се слуша. Не, мене ме радува што има бендови кои траат и тоа е доказ дека луѓето кои се дел од тој бенд и таа приказна дека се вложуваат себе си во таа приказна и затоа ние како обични гледачи, слушатели, ја препознаваме таа нивна приказна и е многу важно што во најголем дел од македонските изведувачи, па и поп, па и фолк, ако сакате, кога ги изведуваат, нивните песни се гледа емоцијата. Имаше една интересна случка, мислам дека беше 100 години концертот по повод раѓањето на некој од нашите великани, не ме држате збор дали беше Александар Сариевски. Се сеќавам на една феноменална изведба на една од неговите песни на Сузана Спасовска со Владко, нашиот познат гитарист. И јас бев фасцинирана од таа изведба. Толку емоција, толку посветеност и толку љубов да изнесата на една сцена беше навистина фасцинатно да се гледа и тоа мислам дека сите во салата го препозна. И затоа велам, имаме многу убава македонска музика, иако јас слушам повеќе поп, меѓутоа знам особено оние старите традиционални македонски песни да ги слушам, па и во изведба на младите изведувачи и да видам колку практично тие љубов и емоција ни пренесуваат и изнесуваат со тие нивни изведби. А можеме да ве видиме во Дебар мало во некој од кафеаните? Седнати? Па скоро не сум била, ама да. Немам проблем и баш напротив има неколку убави местаца кои, како да кажам, се чувствуваат, човек се чувствува многу природно и многу убаво. Споменавте дека Македонија можете да кажете дека речиси сте ја посетиле цела, со оглед на тоа што уште како дете сте имале таа можност благодарение на вашите родители. Има ли некое место во Македонија кое што не сте го посетиле? Не сум била во Мариово. Сега се сетив дека во Мариово не сум била. И треба да одам. И верувам дека ќе одам. Нека помине летово, па здравје на есен. Меѓутоа, сум била во Кратово, тоа е едно од местенцата кој е малечко. Знаете како тој дел од Македонија помалку се смета за помалку можеби развиен и така натаму, ама мене ми е сосема исто така прилепен на срце. Убави места имаме и ме радува искрено што моите родители не биле оптоварени дека треба да не носат на море или некаде, туку дека навистина ми ја пренели мене таа љубов дека треба да си ја запознам државата. И многу често знам во текот на годината да поминам на викенди низ Македонија. Не ве прашав за првиот одмор кога сте биле сама, односно без родители, него споделивте тоа со другарки, со друштво. Каде се случи тоа, го паметите ли? Тоа беше настрана од ова славењето на Нова година во Маврово. Првиот посериозен одмор, од повеќе денови, беше кога бев на факултет прва година. И тоа беше низ Македонија. Јас бев тогаш дел од една невладина организација, која беше на правниот факултет. И имавме гости, целта на таа организација беше практично размена на студенти и да студентите од Македонија ги запознаваат другите држави, но и студентите од другите држави кои студираат на правните факултети да ја запознаат Македонија. И имавме некоја група од 10, мислам, дека беше студенти од различни земји кои беа дојдени, ние тука им бевме домаќини, спиевме неколку дена во Охрид, спиевме неколку дена во манастирот во Крива Паланка, и така што со нив пропатувавме малку и низ Македонија, и тој ми беше првиот одмор подолг, да кажам, без родителите, со друштво, меѓутоа еве и со гости од странство, да кажам, кои што така ми останат во убаво сеќавање. Да, научивте, претпоставувам, исто се учи кога
кога ќе се осамостои човек и учи многу работи, од секое едно патување учиме нешто плюс. Останува Јапонија како точка на посакување и Мариово, рековме, можеме да го вброиме тука како место кое што треба да се посети. Јас ќе ви се заблагодарам на самиот крај што ја прифативте поканата, ми беше навистина одлично, ми бевте одлично друштво, ми беше задоволство што ве имавме во мое лето, што ве запознавме од еден поинаков агол и верувам дека и вам ви беше пријатно да споделите за нашите гледачи нешто поразлично од она што секојдневно го зборувате на екраните. И јас ви благодарам за честа и за можноста да поразговараме, меѓутоа и да ме вратите малце назад во едни убави времења, и овие времења сега се убави на свој начин. Меѓутоа времења кога како деца не се грижевме за ништо, се грижеше некој друг, меѓутоа и времења практично кога научивме како да бидеме луѓе и она што денеска го правиме и се случува да е одлика на тоа што семејството не научило. Ви благодарам, се разбира, и за можноста, меѓутоа уште еднаш и ви честитам и посакувам вакви емисии да има што е можно многу повеќе, каде што ќе се представиме во едно поинакво светло, но и нема да заборавиме дека без оглед на тоа на која функција сме биле, сме или ќе бидеме, дека треба да останеме луѓе. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам што погледнавте уште една епизода на Моје лето. Се надевам дека одбравме уште еднаш добар гостин. На самиот крај ќе ве поздравам со прекрасниот коктел безалкохолен од ресторан Дион и ќе ги поздравам нашите останати пријатели на нашиот проект, секако бутик Дона, кои што се грижат за мојата облека, и Magic Moments. Заследете ги на Инстаграм доколку имате потреба од некаква декорација, правите свадба или некаква веселба, ете кој може да се погрижи за вашите декорации да бидат прекрасни. Ви благодарам за вниманието.